Јас морам да потврдам, да потенцирам дека проектот Банка за храна, ние како инволвирана странка општина Кавадарци заедно со Банка за храна Скопје и Еко животот Кавадарци се покажа ова како еден добар проект, солиден проект, а па најмногу во овие вакви моменти кога нашето население и државата е погодена од COVID-19 и од други рестриктивни мерки. Денеска Банка за храна на Република Македонија заедно со Европска унија на нашата подрачна единица Банка за храна во Кавадарци доделува 80 пакети, солидни пакети кои што се набавени преку Европска унија средства, значи комерцијално набавени и ќе се достава до 80 најзагрозени семејства врз основа на критериуми и правилници кои што ги имаме интерно заедно со Банката на храна. Ние како Банка за храна и општина Кавадарци ќе дополниме уште со 20 пакети, така да 100 семејства ќе бидат удоволени во делот на оваа неопходна нивно примање во делот на продукти основни, меѓутоа и лични средства за заштита. Тука нема да застанеме. Денеска така неофицијално поразговаравме да малку се постабилизираме како општини, како народ од COVID-19, да го продолжиме овој проект малку на посериозен план, на подобар план, така да општината да се земе едно време обврска за набавка и на друго возило поголемо и посоодветни услови за работа, затоа што знаете, ова нема крај. Дај Боже да биде од понезначителни околности и причини, меѓутоа сега ќе има потреба од вакви хумани работи и храна да се распоредува, ај како што е мотото на Банка за храна за нула град во општина Кавадарци и во цела држава, нормално и во цел свет, меѓутоа и да не ја фрламе онаа храна која што може некој да ја искористи. Уште еднаш благодарност до Банка за храна за Скопје, до Еко живот и до Европска унија за овој хуман и неопходен гест кој што го прават за населението во жителите на општина Кавадарци. Ние ме предвидено да овие пакети бидат дистрибуирани до домовите на нашите корисници во рок од 20 на дена. Ќе работиме и понатаму на обезбедување на поголеми количини, посебно за фамилиите кои што навистина им потребно тоа. Голема благодарност до општина Кавадарци и до Банка за храна, чија што ние сме членка, за поддршката, несебичната поддршка, и ја мислам дека најмногу ќе треба да најмногу овој потек ќе го ценат самите корисници, бидејќи не е ова за нас, ова е за нив. И се надеваме на долги години на соработка со ова тројна соработка. Накратко би напоменал дека се покажавме како добар сервис за граѓаните, посебно за оние групи на кои што најмногу има потребна храна, и се надеваме дека во иднина ќе имаме подобри услови за работа и ќе задоволиме поголем број на фамилии. По не знам кој пат сме тука Кавадарци, благодарејќи на Роберто и на председник градоначалникот кој што не поддржи уште 2018, веќе 37 месеци сме присутни во секојдневието на значајна група ваши сограѓани, наши сограѓани од Кавадарци. Денеска сме тука поддржани од Европската унија, бидејќи ние како организација Банка за храна имавме европски проект ВСС ефект, кој што семинарите, конференциите, трибините ги пренасочиме сите тие средства да побаравме нормално од Европската унија, да ни ги доделат да можеме да помогнеме на значајна група на граѓани. Ние денеска Кавадарци е прва општина во која што поделивме во 20 општини во наредните денови ќе делиме цела Македонија. Тоа е нашето заедништво и таа синергија која што сакаме да покажеме, бидејќи ние како Банка за храна во Скопје не можеме без Роберто, без локалната самоуправа тука, кој што навистина може слободно да кажам дека е рол модел за многу други општини. Може да споменам општина Штип, каде што ќе одиме утре, општина Центар, каде што веќе неколку години заеднички се бориме против гладот. Како што каже и самиот градоначалник, дилемата е и голема е прашањето по вишоците храна кои што се јавуваат, меѓутоа ваквите акции само може да поттикнат општествено одговорни компании да размислат, бидејќи закон за донирање вишо храна ќе продолжи да се адаптира, и самиот тој закон ќе ги натера на еден хуман и општествен гест да доделуваат на прецена нас граѓанските организации кои што го правиме тоа веќе 10 години и повеќе сме во етерот на граѓанството, и ја мислам дека општина Кавадарци ние до пред година дена почнавме да зборуваме и да ги крстиме како чудото, на нашето чудо од Македонија, бидејќи навистина за краток временски период млад ентузијастички тим, поддржан нормално од градоначалникот и од локалната самоуправа, тоа не можеше да го направи, бидејќи ние како организации нашите можности се лимитирани, меѓутоа соработката со институциите е таа која што ја прави силна оваа организација, односно овој систем, кој што мислам дека Кавадарци е
на малце на чекор да направиме, разговараме веќе како што каже Митко, да направиме локален систем кој што на транспарентен начин сите граѓани кои што имаат потреба ќе имаат допир до храна благодарејќи на нашите локални партнери.